Денеска сме тука да го видиме, да го слушниме отчетот кој што градоначалникот ќе го даде за 2 години работа во општина Прилеп. Би сакал да искажам поддршка, но исто така и задоволство од она што е сработено досега. Ние како политичка партија која што стои позади мнозинството во Советот и го кандидираше градоначалникот за градоначалник, сме исклучително задоволни од работата во општина Прилеп и сметаме дека она што се случува во изминативе 2 години е навистина позитивно. Градоначалникот зборуваше за изминатите проекти, на презентацијата ќе оди и детално. Јас би сакал да кажам неколку збора за еднината. Она што ќе биде наше основно ветување во кампањата која што почнува за парламентарните избори е дека буџетот во дел на капитални инвестиции или расходи тие се децентрализира и дека голем дел од средствата ќе се спушта директно во општините. Конкретно за општина Прилеп планираме во еден 4 годишен мандат да се потрошат 34 милиони евра за капитални инвестиции или по година тоа е 8,5 милиони евра. Тоа се средства кои што градот никогаш претходно не ги видел. Средства со кои што целосно градот инфраструктурно ќе се преобрази и природи. Дали зборуваме за инфраструктура во делот на водоводи, канализации, патна инфраструктура, изградба на плоштади, заштита на старо градско јадро, или зборуваме во делот на образование, на изградба на училишта, предшколска возраст, изградба на градинки, примарна здравствена заштита, изградба на амбуланти и поддршка на докторите од примарната заштита, социјални грижи, субвенции и сето она што може да вклучи на работа на општина, така што овие средства дополнети со буџетот на општината, кој што секако останува и ќе ги дополнува овие средства, во рок од 4 години треба да не донесе до ситуација да градот целосно се природи и да имаме комплетно нова слика. Ова паралелно со силната битка со организиран криминал и корупција, која што ќе се случи, и првите резултати ќе се видат уште во првите 100 дена, каде што оние за кои што има сомнежи ќе бидат изведени пред лицето на правдата, како и силниот интензитет на поддршка на стопанството и на домашните и на странските инвестиции, и пред се поддршка на извозот, затоа што сме ние мала држава и мора да стимулираме извозни фирми кои што ќе носат работни места и пари во Македонија. Овие три работи заедно ќе направат многу попријатно место за живење. Уште еднаш сакам да искажам поддршка на градоначалникот Борче Јовчевски, но исто така да се заблагодарам и на претседателот на Совет Продановски и на пратениците Лашковски и Ристевски, кои што заеднички работат да градот оди напред, а после изборите и со наша помош ќе гледаме многу поголеми дела.